Како премиер на оваа конференција гледам како на сериозен ресурс на сознание и препораки кои се добредојдени во креирањето на социјални политики за децата, во образовниот процес и на синергијата на тие политики низ програмите на Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика. Како родители, наставници и воспитувачи, наша одговорност е да разбереме дека социјалниот и емоционалниот развој во раните години во голема мера им помага на децата да научат како да ја постигнат зрелоста, да станат еманципирани, првенствено за себе, а потоа и за својата заедница. Сите деца без исклучок го заслужуваат најдобриот можен почеток во животот. Првите средини кои што им го возможуваат се пријателските и ветувачки, воспитни и образовни институции. Докажано е дека децата кои што растат во поттикнувачка домашна средина и кои имаат шанса за организирани програми за предучилишно и првостепено образование, постигнуваат подобри резултати и имаат подобри перспективи во животот. Исто така е потврдено дека емоционалниот развој на почетокот на животот е од клучно значење за нивниот сеопфатен развој, кој не се потпирува исклучиво на образованието и наставните програми. На децата им се потребни социо-емоционални способности подеднакво колку и когнитивните, бидејќи тие овозможуваат да бидат фокусирани на активностите, да се мотивираат, да се стекнат со вештини како одговор на повеќе животни предизвици и да се впуштат во интеракција со другите околу нив. Овие вештини, односно социјалните и емоционалните способности, мотивираат и ја поттикнуваат способноста на детето да учи, да работи со другите, да обрнува внимание во училниците и да развива други вештини кои се основа за формално учење и социјална интеракција во училиштето и надвор од него. Училиштето не е само зграда, не е место само за учење. Тоа е место во кое децата ги градат своите карактери, стекнуваат независност, се прилагодуваат на новите околности и развиваат значени релации меѓу себе и своите наставници и врсници.